Буџетската сметка на општина Кочани е олеснета за над 15.000 евра, што ќе бидат пренаменети за итно покривање на долговите во образованието. Оваа е интервентна постапка за да се спречи блокада на работата на училиштата поради натрупаните долгови, а што тие самите не се во можност да ги отплатат. На седницата на Советот, на која се расправаше за пренамената на средствата, имаше забелешки од и во изминатите години не се водело доволно сметка за навремено плаќање на фактурите, па дошло до натрупување на финансиските обврски на образовните установи. Ова беше повод и за реакција дека наместо за редовните потреби ќе се плаќа нешто што навреме не било платено. Ние треба 1 милион денара да тргнеме од училиштата кои што се наменети за децата, за хигиена, за одржување, за белење и така натаму, да ги платиме за трошоци кои што се не планирани, кои што се трошоци тргнати надвор од сите планови, а тие кои што се најодговорни не можат да ни спочитуваат и да присуствуваат тука. На седницата на Советот беше побарана известна одговорност и од раководните кадри во училиштата затоа што тие не реагирале во општината како основач за заедничко изнаоѓање на решение за долговите. Поради сомневања за недомакинско работење, советниците побараа да се направи и контрола во финансиите, посебно во основното училиште Никола Карев, кое доби интервентна сума за да плати за останати фактури за струја, но и во останатите училишта за другите давачки. Да се направи интерна контрола од страна на ревизори од општинската администрација, за да се утврди целокупното работење во општинското училиште Никола Карев за изминатиот период. Знаеме дека никој нема контрола на трошење на тие средства и чекаме ревизија, како што напоменав, преска од страна на службите, бидејќи според договорот требало да има интерна комисија за контрола на квалитативна и квантитативна контрола за спроведување на превозот. Пред пренамената на сумата од 1 милион денари за плаќање на заостанатиот долг за струја во основното училиште Никола Карев, локалната самоуправа на општина Кочани од буџетот исплати 1,5 милион денари како краткорочно подмирување на долгот за превоз на училиштата, со што беше спречена блокада на сметките во Гошо Викентиев и Никола Карев.